како што вели Груевски, 115 милиони, вие велите 93, 70 милиони евра вели во завршната сметка за буџетот Ставревски. Конкретен и јасен одговор, да не се шетам. Благодарам за прашањето. Всушност овие податоци беа побарани и од оваа надзорна расправа, комисија да ја кажеме, и најуредно беа доставени до агенцијата. Морам да дадам една напомена дека барањето беше за доставување на податоци во однос на програмата за финансиска поддршка во земјоделството. Не, ве молам, конкретно кажете ми колку за 2011 година се даени, конкретно. Значи, 93, 115 или 64? Податоците што беа доставени се точни. Вашите? 93, значи премиерот лаже. 115 кога кажу. Тука. Значи за премиерот лаже 115 каже. За програмата за Вие велите дека се 93 милиони евра. Вие не ми дозволувате да се искажам. Дали Груевски лажи? Затоа што постојат уште други две програми за кои што дозволете да елаборирам за да дојдеме до износот за кој што се зборува. Говорете, не сакате да одговорите, имам примери. 115 милиони евра е целокупната финансиска поддршка. Господине Димовски, поддршка во земјоделство. Бидејќи не сакате да говорите, имам други прашања да ви поставам. Предходно, колегите мои постави овде прашање за голема злоупотреба, и криминал. Кој што е вршен? Кој што е вршен? Благодарам ви, добив одговор. Ви благодарам, добив одговор. Доколку ви ги интересира. Не добивте одговор, одбивате да го добиете одговор. Ви благодарам. Одбивате да го добиете одговор. Господине Димовски, предходно моите колеги зборуваја за низа примери. Значи, освен програмата за финансиска поддршка во земјоделството, за низа примери на криминал. Председателке, може да зборувам и одговори на за рурален развој, која што ворете, не сакам, завршени муабето. Ви благодарам, ворете. Вие сте сведок, јас поставувам прашање. Јас поставувам прашање. Значи, кога ќе се додадат... Господине Димовски, нема да ми го потрошите времето. Сакам да ви поставам прашање. Додадат износите се доаѓа до тоталот буџет. Земјоделците дека им давате субвенции. Сега ќе ви дадам низа примери. Господине Димовски, предходно моите колеги зборуваја за низа примери на криминал и злоупотреба. Зошто не ги пријавиле да ги санкционираме? Значи, јас сега ќе ви кажам. Прв случај, господине Димовски, вие сте подпишан, мислам дека добро сте запознати со случајот на Факултетското земјоделско стопанство АД Трубарево Скопје. Решение сте донесли за одбивање. Еве го подпишан сте тука, директор сте вие. Господине Димовски, на овие лица 200.000 евра во изминативе 3 години им немате исплатена субвенција. Судови налага. Значи, ова е пресуда. Знаете, господине Димовски, дека за непостапување по судска пресуда или судска одлука се оди во затвор? Значи, агенцијата, како и владата, има правни служби кои што реагираат по такви акти и дозволете да провериме за што станува збор. Јас мислам дека се јавите за злоупотреба. Колеги, ве молам да не го фрлувате. Колеги, ве молам. Судската пресуда јасно го отврла вашето решение. Судска пресуда од суд, управен суд, кој што е во времето на ВМРО ДПМН е биран. Дозволете, јас реков станува збор за 111.000 апликации годишно, дозволете да го проверам случајот, не можам да ви одговорам од нога. Господине, има многу правни лица и многу физички лица. Овие лица 200.000 евра во изминатите 3 години немаат земено, за разлика од лица од ВМРО ДПМН кои што седат во кафани, немаат видено поле, а земаат пари. Немојте со политички квалификации, агенцијата работи најпрофесионално. Господине Димовски, втор случај. Сите ги добиваат субвенциите што треба да ги добијат. Министерот за земјоделие, Љупчо Димовски, каде што јасно вели потврда за подмирени обврски на лицето, односно Агрофиликс, лицето Горанчо Николовски. Човекот до ден денеска нема земена субвенција. Има начин како да се провери сето тоа и секој кој што ги има остварено правата за добивање на субвенции. Господине Димовски, вие и премиерот кажавте дека сите субвенции за 2011 не ми дозволивте да одговорам на износот. Зошто овие лица не земаат пари? Ве молам, дајте да му дозволиме на сведокот да одговори. Што сега ќе се надвикуваме ли? Да се кладеме дека со... Ајде молам таму човек што избега од сведок нека не зборува. Не може. Господине Димовски, трет случај има, каде што инспекторатот утврдува дека лицето Дејан Јанкуловски треба да земи субвенција. Во решението, односно во записникот кој што го дава, инспекторот вели нема обврска да плати за купнина бидејќи
е внесен во владение на државата 14.8.2011 година. Платница нова. Дејан Јанкуловски до ден денеска 2000 евра средства нема земено. Зборувате за поединечни случаи, агенцијата не е Ама само... за какви случаи вие велите? Вие ми тврдите дека државата ги плати субвенциите. Никакви субвенции нема државата плати. Земјоделците комуницираат со агенцијата и си ги бараат своите права. И тие не се скратени. Трајан Ризенски. И случај, класичен пример, платено се подмирени обврски спрема државата, не зел субвенција 2500 евра. Петти случај, Божо Новевски, 900 евра не зел, платено сето. Овие се класични примери, слободно проверете ги. Стенограмот, земете го, проверете ги дома да му појдете на луѓето. Има институции кои сето тоа го проверуваат и судат и одобруваат. Министрите, на 30, ова сакам да ви го кажем, на 30, односно 29 јуни, и министерот Ставрески, министерот Димовски беа во Прилеп за да кажат дека се дела субвенции за тутун и дека се подели. Еве дека не е така. Пред да почне. Раловски Зоре, Прилеп купно 1500 евра. Има се подмирено према државата. Запишете ги, проверете ги дали јас лажем. Невзат ја купи, село Житоше, вкупно 3000 евра. Има Може се ли подмирено да према не државата. го трошите времето, можам да ја дам одговор веднаш на прашање. Село Борино, вкупно 2000 евра. Значи сите тие лица ќе ги добијат своите субвенции со оглед дека станува збор за мерка од оваа година. Се има подмирено 1400 денари, ќе ги добијат средствата, веројатно малку подосна ги подмириле долговите. 7000 евра село Канатларци. Тони Петковски, село Мало Коњари 3000 евра за растително производство. Дејан Самарџиовски, село Си го трошите времето за други прашања, дозволете да ви одговорам. И овие документи ги доби од нив. Значи сите тие председателке за растително производство 5000 евра. Тутунари ќе си ги добијат субвенциите доколку ги подмириле обврските. 7000 евра за растително производство. Овие се типични примери. Обврската за подмирување на обврските кон државата. Не одите по терен, изгледа овие се луѓето кои што ги приложуваат документите. На месец септември. Значи секако доколку се подмирени тие обврски, 3000 евра за растително производство. Тутунарите ќе си ги добијат своите субвенции. Ангелевски Драге, село Мало Коњари. Колега Сугаревски. 126 грла овци за кои што се плаќа по 900 денари по грло субвенција. До ден денеска банка нема човеков добија. Колега Сугаровски, оставете да одговори сведок. Оставете да одговори сведок. Не, чакам да му ги читам примерите, ги давам. Немате време веќе, оставете да го. Агро Боше, купно 15.000 евра за субвенции по основна млеко и житарици. Господине Димов, Сугаревски ќе нема време да одговори на прашањата. Господине Сугаревски. Јас имам стотици примери за кои што докажувам дека владата лажи. Тоа сакам да го кажам, а не дека му дадовме на земјоделците. Овие се земјоделците што сум избран. Овие се сите примери со документи. Каде што? Луѓето ги даваат без страф од било кого, кажуваат, одете, кажете му лаже. Председателке, ве молам. Агенцијата така да заврши, ве молам председателке. Факти, доколку постојат услови ќе бидат исплатени. Ве молам процедурално. Пошто заврши. Процедурално колегата Малиша Станковиќ, повелете. Ви благодарам председателке. Председателке, дефинитивно овдека во Собраниево има некој кој што не разбира што е надзорна расправа. Господинот Тони Димовски е повикан за да даде одговори, не е повикан за да слуша монолози. А ако има некој намера да држи тука 2 сата буквално тези со примери, има пресконференција, свикајте си пресконференција и кажете си, ова не е надзорна расправа на која што ние ќе повикаме сведок, а нема да му дадеме право да се искаже. Тогаш нема да се вика сведок, зошто го повикуваме? Ако сака господинот, укажете му на колегата. Значи господинот Димовски се обидува да даде одговор, не му се дозволува да даде одговор. Ако сакаме да му читаме 10 минути тези, тогаш можеме да му ги доставиме писмено, па тогаш да ви одговори писмено. Ве молам, ја претворуваме надзорната расправа, ги ставаме во многу лоша позиција луѓето кои што сме ги повикале. Дајте, вие сте председател, вие сте одговорни не само за надзорната расправа, вие ги повикавте луѓето, однесувајте се како добри домаќини спрема луѓето. Дозволете им на луѓето да дадат одговори. И сега, што е сега работа? Што даде одговор Тони Димовски? Ништо, не можеше да даде одговор. Колега, ви благодарам, колега. Благодарам на процедуралната реплика. Имате... Ви благодарам за репликата. Дополнителна 1 минута за одговор на сведокот. Повелете.
Во однос на кое прашање, по соглед дека добив милион прашања, имам 2-3 минути само да ги одговорам.